Почитувани представници на медиумите, почитувана министерка Кариерас, драга Хелена, добродојдовте во вашата прва официјална посета на Северна Македонија, вашиот сојузник во заедничката алијанса. Северна Македонија повеќе од 3 години е земја членка во НАТО и во тие 3 години во многу наврати видовме што навистина значи да се биде дел од нешто што е поголемо од секој од нас, дел од еден систем на вредности и принципи кои ги зацврстуваат нашите демократии и ни овозможуваат заеднички да се развиваме како модерни европски општества. Денес е и важен ден за нашите две министерства и за нашата соработка, бидејќи за прв пат потпишавме договор за билатерална соработка во одбраната помеѓу сојузничките Северна Македонија и Португалија. Со тоа покажавме дека НАТО значи и посилна одбранбена соработка, затоа што имаме заедничка, единствена цел. Очекувам исто така како што нашите тимови од двете земји беа посветени на изработката на овој договор во текот на 2022 и 2023 година, така и двете министерства како носители на активностите да бидат посветени на реализацијата на неговите одредби. За заедничко добро и развој на двете вооружени сили ќе се посветиме на интензивна соработка и консултации во доменот на безбедносната политика, мировните операции, заедничката обука и едукацијата. Ке работиме и на заштита на животната средина во контекст на армиските активности, затоа што и двете земји се развиени општества кои посветуваат внимание на заштита на животната средина. Драго ми е што во еден дел од овој договор се наоѓа и развојот на соработката во доменот на родовите прашања. Како жени лидери во одбраната, ја разбираме потребата за целосно вклучување на жените во областа на безбедноста, но не како бројка, туку како можност за додадена вредност и квалитет во актуелната безбедносна архитектура. Соработката се разбира ќе ја прошириме и во доменот на сајбер безбедноста, која е исклучително важен сегмент за стабилноста на секој современ безбедносен систем. Впрочем, бруталната руска агресија врз Украина покажа дека денешните конфликти се покомплексни од било кога. На терен се води конвенционална војна која ние секојдневно ја осудуваме, додека и Украина и сите ние се соочуваме со постојани обиди за нарушување на нашите општества кои се дел од хибриден карактер. НАТО и нашите сојузници се единствени и одлучни да ја заштитат алијансата од секаков вид на закани, вклучувајќи ги и заканите во сајбер просторот и сосема природно е да соработуваме и во таа област. Почитувана министерке, ви благодарам што ја прифативте мојата покана и што денес сте тука во Скопје. Немам сомнеш дека нашите министерства, нашите вооружени сили, нашите припадници ќе се развиваат и ќе овозможат заедно да дадеме уште поселен придонес кон колективната безбедност. Ви благодарам. Благодарам министерка. Министерка Рирес, the floor is yours. Dear Minister Petrovska. Почитувана министерка Петровска, на самиот почеток би сакала да ја изразам мојата благодарност за вашата покана да ја посетам Република Северна Македонија и за вашето топло гостопримство. Како партнери во Алијансата цврсто веруваме дека нашите заеднички цели во безбедноста и одбраната може да се постигнат само преку зајакнување на сојузите, идеја што денеска беше реафирмирана со потпишувањето на договорот за одбрамена соработка меѓу нашите земји. Овој договор ќе послужи како камен темелник за развојот на нашите односи. Би сакала да истакнам некои области на соработка што имаме намера да ги развиеме, како што споменавте, вклучувајќи редовни политичко-стратешки консултации, ангажмани за одржување на мирот, војна обука и вежби, соработка во областа на заедничката безбедносна и одбранбена политика, сајбер безбедност, одбранбени индустрии, агендата за жените, мирот и безбедноста, се дел од областите на кои што ќе работиме во иднина. За време на нашиот разговор имав можност уште еднаш да ја истакнам значајната улога што Португалија ја придава на идното пристапување на Северна Македонија во Европската Унија, што ќе го зајакне европскиот проект и ќе придонесе за стабилноста на Балканскиот регион.
нашите заеднички вредности во Алијансата, исто така не водат да застанеме заедно во поддршка на Украина, бранејќи го зачувањето на единството, суверенитетот и територијалниот интегритет на земјата. Ја споделив посветеноста на Португалија за поддршка на новиот пат на Африка кон постигнување мир и безбедност, имајќи ја предвид улогата на Португалија како мост што ја поврзува Африка со Европа. Понатаму би сакала да ја изразам нашата благодарност за учеството на Северна Македонија во мисиите како КФОР и во мултинационалните борбени групи на источното крило, преку учество и на Португалија и на Северна Македонија во активностите за зголемена будност на НАТО во Романија. Почитувана министерке, уште еднаш би сакала да ви упатам благодарност за поканата да бидам тука денес и уверена сум дека ова е уште еден важен чекор во заекнувањето на односите меѓу нашите две земји. Нашите заеднички цели во безбедноста и одбраната може да се постигнат само преку диалог, соработка и доверба. Ви благодарам многу.